Германија преку Германското друштво за меѓународна соработка секако дека постојано дава поддршка за подобрување на работните услови во конкретниот случај на сезонските работници, не само во нашата држава, туку и во регионот. Од моментот 1.1.2026 кога законот е конечно активен, кај нас можам да кажам дека има подобрување по однос на прифаќање на самиот закон и имплементација на истиот. Овие инфоденови кои што ги одржуваме се со таква цел за да може што поблиску и подобро да го приближиме законот и бенефитите кои што законот ги носи не само до потенцијално ангажираните лица, туку и до работодавачите. Со присуството на сите овие категории, на овие наши инфоденови кои што ги правиме низ целата држава, присуството е значително на луѓето на инфоденовите и можам да кажам дека да, добиваме коментари од терен, како би кажале, добиваме идеи како би можеле некои сегменти од законот да се подобрат, се со цел да им одговарат што повеќе на работодавачите и секако да биде фер ангажманот и према ангажираните лица. Верувам дека овој закон ќе биде од голема корист и дека ќе им донесе многу бенефити токму на категоријата на сезонско вработените луѓе тука во овој земјоделски регион. Искуствата кои што беа превземени во текот на изготвувањето на законот и од Србија, каде што фокусот е само во земјоделството, мислам дека ќе се реплицира и кај нас, бидејќи токму на оваа категорија луѓе сметаме дека им треба фер ангажман да добијат и да конечно ги добијат бенефициите од собирање на пензиски стаж, од плаќање придонеси, од заштита при повреда на работа, доколку ја има, и конечно добивање на фер дневница. Со оглед дека сме Македонија, секој сака да го заобиколи законското решение, независно дали работодавач или работник, да се избегнат оние плаќања на давачки, успеваат ли да го прифатат ова нова законско решение за сезонските работници, не само земјоделието, бидејќи угостителството, туризмот и така? За секој новитет и за секоја нова идеја и модел секогаш има малку отпор при прифаќање на истата, но мислам дека искуството до сега покажува дека луѓето се привикнуваат на она што ни носи и дигитализацијата и фер односот и фер вработувањето кое што сите може да го добијат, така да и тие мали инцидентни, да кажам, одбивања на законот сепак не се доволни за да го спречат применувањето на истиот, така да ги надминуваме. Повеќето од присутните на инфоденовите веќе имаат и познавање за законот, проблеми не би ги нарекла проблеми, туку се само дилеми кои што беше потребно да се доразјаснат, би кажала. Одредени сугестии беа дадени по однос на деновите на ангажман, особено во туризам и угостителство, каде што е лимитирано до некои 15 дена во текот на месецот, но потребите и побарувањата од потенцијалните работодавачи укажуваат на тоа дека можеби тука ќе треба некакви измени да се направат, зашто Министерството за економија со своите представници секако истото ќе го предложи.